Новиот американски претседател Џо Бајден веднаш по стапувањето на должност објави план за вакцинирање на 100 милиони луѓе во првите 100 дена, а ќе побара и одобрување од Конгресот за пакет помош за економијата во износ од 1,9 трилиони долари. Потпише и наредба за задолжително носење маски во јавниот транспорт. Оние што ќе допатуваат во Соединетите држави од странство мора да бидат тестирани пред влез во земјата. Above all, our plan is to restore public trust. We will make sure that scientists and public health experts will speak directly to you. That's why you're going to be hearing a lot more from Dr. Fauci again. Not from the president, but from the real, genuine experts and scientists. Глобално бројката на инфицирани од COVID-19 надмина 100 милиони, а бројот на починати е над 2 милиони. Во Белград, Србија, долги редици за вакцинирање пред центрите за вакцинација. Primila sam vakcinu, konačno osjećam se sjajno zato što će sad ponovo moći da živim normalno. Nisam se prijavila ni za jednu posebno, bila je koju dobila sam. I vrlo sam srećna što sam to uradila. Во Унгарија, Лутеранската црква одржува миси на отворено за да ги заштити верниците од COVID-19. Во Унгарија има забрана за собирање на повеќе од 10 луѓе, но владата не ги лимитира верските собири. Католичката црква ги одржува мисите речиси како пред пандемијата. Во Велика Британија, каде што по трет пат има строги рестриктивни мерки и над 100.000 жртви од COVID-19, експерти предупредуваат дека се зголемуваат и последиците врз менталното здравје на луѓето. Најпогодени се учениците и младите на слабо платени работни места. Медицинските работници исто така се под стрес. What we know is for people in that sector that there has been a distinct rise in reported symptoms. And so our recent paper that came out last week in occupational medicine showed that amongst intensive care staff at the end of the first wave, so that's in June and July last year, that actually, nearly 1 in 2 of them were reporting some level of either post-traumatic stress disorder, severe depression or anxiety, or problem drinking. Во меѓувреме властите во Москва почнаа да ги олеснуваат некои рестрикции, откако според официјалните податоци бројот на ново инфицирани почнал да опаѓа. Музеите, театрите и концертните хали повторно се отвораат, но се лимитирани на 50% од максималниот капацитет.